Сте патувале ли, малечки пријатели, по долината на реката Радика? Ако сте патувале, сигурно ви останало во пријатно сеќавање високите карпи крај патот, зеленилото што од секаде го пленува погледот, роморењето на бистрата вода низ камењата. Ако пак не сте имале можност да пропатувате низ овие прекрасни краишта, ете причина повеќе да ни се придружите во денешната наша прошетка по долината на Радика од незиниот излив од Мавровското езеро, па потаму по незиниот тек. Радика, таа мала зелена рекичка, што си пробива пат низ клисурата и на некои места е сосема плитка, да заличува на гаргорливо планинско поточе. Истата таа Радика, само неколку стотини метри подолу, кога ќе ги прими водите од своите притоки, умее да прерасне во широка зелена убавица, питома кога сонцето ја позлатува одзад заснежените врвови на околните планини, дива кога поројните дождови ќе ја напојат со премногу вода. Покрај Радика, крувулесто се протега асфалтниот пат. Лево и десно, во пазувите на планините, многу села ги свиткале своите гнезда. Ничпур, Жировница, Ростуше, Битуше, Јанче, Велебардо, Аджиевци, Скудриње. Повеќето од нив ја премостуваат реката преку новите бетонски мостови, некаде сосема ретко се задржале и старите мовчиња, изградени од дрвени стебла и сосема ниско наведнати над водата. Радика. Во незините прозирни води живее пастрмката, чие тело е попрскано со црвени дамки, предизвик за искусните риболовци и редок и омилен специјалитет на трпезата од гурманите. Ја почнавме нашата прошетка, малечки пријатели, а патем не очекуваат многубројни пријатни изненадувања. Во местноста Трница имавме средба со нашата историја. Овде, крај монументалниот споменик од нашата народно-ослободителна војна, дело на познатиот вајар Димо Тодоровски, доживеавме возбудлив час со еден светол лисечок од тие славни денови. Се случило во село Беличица на 19 септември 1944 година. На тој ден, преку 300 дозаби вооружени фашистичко-балистички злостори, се устремија да го уништат селото Беличица и неговите жители. Ним им се спротистави третиот тетовски партизански одред, бројно мал, но составен од искусни борци и вистински синови на овој народ. Одредот, во чии редови чекореа повеќемина комунисти и скоевци, цврсто се определи по било која цена да го брани човекот и човештината. Само со 13 пушки против 300, тетовските партизани повеќе од 6 часа му нанесуваа удари на непријателот, кој надоаѓаше од сите страни. Се бореа јуначки до последниот куршум, дадоа се од себе и се дадоа себе си. Само преку нивните мртви тела, убијците и паликуките можеа да влезат во селото Беличица. Во оваа борба загинаа народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски, потоа храбрите борци Христо Антевски, Нада Брајковска, Боро Волиќ, Мурат Бафтијари, Пано Симовски и повеќемина нивни другари. Фашистите потоа палеа и убиваа, изгореа 37 куќи, беа убиени 17 жени, деца и старци. Денес, во спомен домот на Беличица е зачуван светлиот спомен на херојската саможртва на тетовските партизани. Нивните ликови зрачат од фотографиите, зрачат со младоста и решителноста да се спротистават на се што е лошо, грдо и нечовечно, а во името на слободата, еднаквоста и љубовта. Во крајпатната местност Трница денес стражари овој споменик подигнат за тие храбри синови на ова поднебје.
a njim im se posveteni i ovije stihovi izlijeni vo bronza. Pojdovte mladi i nežni, bo viorodna vremeto, senkata vjerčuva krotkata zemljena bistra, no golemo to vreme, jameša vašata višna nepokor, so našata ljubov i bolka. Putuvаме понатаму, а лево од патот се двои друга асфалтна патека и кривулесто се искачува некаде кон врвот на планината. Тука, сиот завиткан во зеленило, се наоѓа еден значаен културно-историски споменик, манастирот Свети Јован Бигорски. Тој е изграден кон средината на 19. век и посветен на Свети Јован Крстител, а се вика Бигорски, зашто целиот е подигнат на една огромна бигор карпа. Манастирот всушност е комплекс од повеќе куќички, скалесто надвишени една на друга, сите зидани од камен со мали решеткасти прозорци, дрвени скалила што водат до пространите чардаци. И вода насекаде наоколу гргори вода. Низ шурките на чешмите во манастирскиот двор, под и околу манастирските зидови, наводнувајќи го патем бујното зеленило. Многобројните посетители на овој манастир што групно или поединечно го посетуваат за време на викендот, остануваат тука час-два да се надишат свеж планински воздух, да го одморат погледот врз неповторливите околни пейсажи, да се напијат студена вода и секако да ги разгледаат фреските насликани на влезот од црквата, како и иконостасот што се наоѓа во незината внатрешност. Овој иконостас е особено вреден, изработен е пред 150 години од мајсторските раце на познатите резбари, браќата од село Гари. Кажи ми, мајко, така се вика народната песна од овој крај, а ја слушате во интерпретација на ученичката Мерзука Мустафи, која го посетува основното училиште Иво Лола Рибар во селото Ростуше. Но за самото училиште и неговите жители ќе кажеме подоцна. Сега микрофонот и камерата се резервирани за малата пејачка. Распејана мајко, мајко разиграна, и многу весела. Распејана мајко, мајко разиграна, и многу весела.
Веќе рековме, се наоѓаме во село Ростуше, кое има 200 куќи и околу 1000 жители, а наши домаќини се учениците и наставниците од Централното основно училиште Иво Рибар Лола, во кое наставата ја посетуваат 348 ученици, а заедно со подрачните паралелки во околните села, вкупно 1046 ученици. Во училиштето, покрај редовната училишна програма, работат и повеќе секции. Литературна со активно учество на млади писатели и рецитатори. Музичка која ги собрала во своите прегратки сите деца што имаат талент и желба да свират и пеат. Фолклорна која ги негува фолклорните традиции од овој крај, потоа млади историчари, географи, биолози. Секцијата на ОТО, на чиј час моментно присуствуваме, како признание за активноста и успесите, има добиено прирачен семафор, подарок од Советот за безбедност при собранието на општина Гостивар. На годинашни општински надпревари, пионерски семафор, овие ученици го освоија значајното второ место, а нивната сегашна работа сведочи дека ваквите награди нема да ги заобиколат и во иднина. Младите географи, одбрани меѓу учениците кои посебно ги интересира географијата, на состаноците ги продлабочуваат своите познавања за татковината и пошироко за целиот свет. Но да се збогуваме од младите географи, пожелувајќи им да им се остварат патувањата за кои мечтаат, а ние да се префрлиме на една полјанка. Тука за вас и за нас настапува еден дует. Два звонливи гласа и два симпатични лика кои им припаѓаат на ученичките Јонузе Арзи и Јонузе Зухра, а песната се вика Калјоле девојко.
velika puška voroka. Koga gola voda dovde, sakav tatko ti da go tepam, sakav tatko ti da go tepam, tatko ti so se majka ti. Rostuše je golemo selo i во него покрај другите објекти се наоѓа и здравствен дом за селата од Долнарека и од Мавровскиот регион. Лекарите и останатиот медицински персонал се грижат за здравјето на селаните од 37 населени места на површина од 80 километри. Овој здравствен дом има отворено неколку своји пунктови, а се практикува и посета на лекар, редовна и поитен повик. Лекарите Русе Бошковски, Јаков Јаковски, Нестор Симоновски, Агим Незири и Блаже Блажевски секојдневно грижливо ги прегледуваат своите пациенти од најразлична возраст. А кога некој тешко подвижен старец од околните села ќе се разболе, овие лекари без збор го посетуваат во неговиот дом, често и пеш. Во Ростуше е изградена и нова зграда со амбулантно-поликлинички дел и стационарен дел со 24 кревети, како и породилно оделение за мајките родилки и нивните деца. Зградата е навистина модерна, на приземје и кат, со парно затоплување опремена со сиот потребен мебел и пред се со сите инструменти и апарати за модерно лекување. Значи, ако некој дете го боли зап, тука е чичкото забар. Некој фатил настинка, чичкото лекар ќе му ги препише вистинските лекови и по ден-два нема ни трага од настинката. Здравствениот дом во село Ростуше бдее над здравјето на жителите, а за луѓето во бели мантили овде може да се чујат најубави зборови. Придружба, армоника и гитара. Играорци, 20 девојчиња. Носи прекрасни раздобојни везби, што ги направила стрпливата рака на везилката од Ростуше. Амбиент, една тревната полјанка. Гледачи ги има и се мошни љубопитни. Чекори едноставни во склад со ритмот на музиката, прадедовски стапки. Настапува играорната секција при основното училиште Иво Лола Рибар во Ростуше со едно народно оро.
Отдалечено околу 1 километар од Ростуше, уште повисоко во пазовите на планината, се наоѓа малото село Битуше. Во Битуше се наоѓа меморијалниот музеј на првата партизанска печатница во Македонија, Гоце Делчев. Со одлука на Окружниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Западна Македонија, во оваа куќа беше формирана и на 6 ноември 1942 година почна со работа првата партизанска печатница. Од времето на основањето, па се до ослободувањето на земјата, партизанската печатница одигра мощна значајна улога. Во строга илегалност на окупираните подрачја и по тешки услови во ослободените места, во неа беа отпечатени и растурени многубројни прогласи, летоци, одлуки, решенија, весници, списанија и друго, во тираж од околу 100.000 примероци. Многу од нив се сочувани и денес, и од витрините на музејот сведочат за едно време, кога почна да се шири печатениот македонски збор, повикувајќи на борба против фашистите, а за слободата на родната земја. Многу печатарски работници за кои работата во печатницата представуваше воена задача, работеа тајно, под светлината на ламбите до доцна во ноќта, ракувајќи со буквите чии отисоци пренесени на хартијата беа нивно ракување со сите патриоти и борци во времето на народно-ослободителната војна. Четворица од нив ги положија и своите животи: поетот Кочо Рацин, Антон Дуков, Благоја Шошолчевски и Ратко Стојановски. Во текот на борбите печатницата се движеше и работеше низ повеќе места во Македонија. Во Битуше, во шумата Лопушник, Врбјани, Црвена вода и на други места. На 16 ноември 1944 година печатницата Гоце Делчев беше пренесена во ослободеното Скопје. Во Ростуше се сретавме и со еден мощ непопуларен дует, браќата Бишковски, познати од радиобрановите и од телевизиските емисии. Бранко и Љубе Бишковски, обајцата наставници, со љубов го негуваат изворниот фолклор од Западна Македонија. Нивниот музички поздрав за вас, драги деца, е народната песна "Све овчари вечерале". Loši ľudia, arami. Gofatile neven fidan mu vrzale leva roka, mu vrzale leva roka, poleva tak
Тоа беше нашата денешна прошетка по долината на Радика, мали пријатели. А вам, покрај сите други учесници во емисијава, детски чисто ве поздравуваат и првооделенците од село Битуше, кои ги снимивме во ливадите на селото. На крајот да ве подсетиме дека на прошетка ве поведовме ние, уредникот Геннади Болиновски, снимателот Свето Стефановски, тон снимателот Борис Петковски, осветлителот Зоран Павлов, монтажерката Сонја Апостоловска, музичкиот илустратор Виолета Којунџиска, спикерот Мирјана Поповска и авторот на емисијата Велко Неделковски. Довидување до следната наша емисија, која ќе ве покани да ја продолжиме нашата прошетка по живописната долина на Радика.